Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Средечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска сме петок, 9 декември 2022 година, уште 22 дена неделат од крајот на оваа календарска година. Верувам дека сте добро и сме подготвени да ја проследиме и денешната утринска програма Добро утро. На почетокот сакам да споделам неколку сервисни информации, како, например, за времето, кое е променливо и облачно, и денеска ќе се задржи, исто така променливо, бидејќи така беше и во минатите денови, но ќе имаме умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Во Скопје значително облачно со умерен југоисточен ветер. Температурите за овој дел од годината се релативно високи, добри, така да утрово имаме од 7, односно од 4 степени до 10 во западниот дел на Македонија. Во Охридскиот регион од 6 до 15, променливо облачно, во Пелагони со така ќе има и периоди на сонце од 6 до 14, во Кавадаречиот регион од 7 до 14 степени, променливо облачно, повеќе облаци ќе се задржат на крајниот југ, во Гевгелија од 10 до 14 степени, потоа во Беровскиот регион од 3 до 10 степени, во Куманово од 5 до 12 и во Скопската котлина од 7 до 11 степени. Слично ќе биде и во наредните денови, за време на викендот ќе имаме дожд, променливо облачно, но релативно топло, дневните ќе се движат од 11 до 15, утринските од 5 до 11 степени, потоа на 11 декември ќе имаме од 10 до 16, утринските од 6 до 12 и така, и во наредните денови времето ќе биде променливо облачно. На 12 декември се очекува и снег, еве како гласи прогнозата, променливо облачно со слаб локален дожд, а на планините на места со слаб снег, претежно во западните и северните делови. Кон крајот на денот, поради нагло заладување во северните делови, можно е снег да провеева и на пониските места. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, што кон крајот на денот ќе се промени во северен. Некаде во половината на овој месец, тоа е 12 декември, се очекува и се најавува снег и на пониските региони или во пониските региони, како што се селата или градовите. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, и денеска тие известува дека сообраќајот на државните патишта нема така густ сообраќај што се однесува, иако е петок, викенд е пред нас, но интензитетот на сообраќај, на патните правци надвор градските средини е умерен. Така да, ако планирате да патувате на некој излетничко место, слободно може да тргнете. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Што се однесува до рубриката на денешен ден, 9 декември, би сакал да спомнам дека се случили некои интересни работи, јас сега ќе ви ги прочитам, а тоа е дека на денешен ден во 1608 година во Лондон е роден Џон Милтон, англиски поет, еден од најзначајните поети во светската литература. Понатаму, ја листам ова листа што имам пред себе. 1905 година на денешен ден во Франција со декрет било извршено одвојувањето на државата и црквата.
Nažalost, iako to se slučilo, no sepak v istorijata znajme deka nekoj crkvi se spojili su državati i pravili mnogo loši problemi, no ne luge koji drugačije razmisluvale i veruvale vo Boga. Nova godina je mnogo značajna, kako što spomnav, 1905. godina, koga vo Francija crkvata se odvojila ili državata se odvojila od crkvata. Na današnji den, vo 1943. godina, kaj selo to Barakovo, Gorno-Đumajsko, vo borbata protiv policijska zasjeda zaginal makedonski revolucioner Nikola Parapunov. Roden bil vo Razlog na 1. juli 1909. godina. 1985. godina Generalno to sobranje na Обединетите нации jednoglasno je prihvatilo rezolucijata so koja site akti na terorizam bili osudeni kako kriminal. Dobro, evo šte nekoliko podatoci što se interesni. 1997. godine na današnji den v Brisel generalните direktori na carinskite službi na Belgiji na Makedonija Ilija Ilovski i Van Valegem parafirale spogodba za carinska sorabotka. To je povezano so našata zemlja. Evo ušte, jedan podatok, 2006. godina na današnji den vo požar vo dispanzer za odviknuvanje od narkomanija vo južnjo delna Moskva zaginale 43 pacijentki i 2 medicinski sestri, pa brojot na žrtvete od ovoj tragičan požar vo glavni odgrad na Rusije vo tekot nad prethodnite 3 decenije bil najgolem. Požarite zajedno vo sobrekanjete nesriki se na prvo mesto v Rusije kako pričina za zaginuvanje. Spasovačkite ekipi uspele da spasa 214 luge. Na golemi katastrofi se slučuvat početovani gledači. Eve, to bija početnite servisni informaciji. Odime sega so jedna pesna so koja sakame da ve pozdravime. Koga vodi vokat, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se koji čas, moli se za mene. Moli se za mene, koga si na molitven čas. Moli se, imam potreba, Bog da vide so mene tvoj čas. Vodi vokat, imaš molitva, spomni si za mene. Imam potreba, znaj, skoro se tvoj čas, moli se za mene. Za tebe, kad se molam, koga su na molitven čas. Za tebe, gdje se molam, Bog da vide so tebe tvoj čas. Moli se za mene, koga si na molitven čas. Moli se,
Продължуваме со нашата програма. Почно гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма Добро утро. Следува рубриката Читање од Библијата. Денеска на ред е да го прочитаме 27-миот псалом. Господ ми е виделина и спасение. Од кого да се плашам? Господ ми е крепост во животот, од кого да се бојам. Кога на мене злосторници ке навалат, телото да ми го растргнат, кога противници и непријатели ке ме нападнат, ке се сопнат и ке паднат. И армија да ме опколи, срцето нема да ми затрепери, и војна да пламне против мене, и тогаш ке бидам спокоен. Заедно Господа го молам, само тоа го посакувам, во домот Господов да живеам, ни сите дни на својот живот, убавините на Господа да ги гледам и во неговиот храм да го среќавам. Зашто во кобен ден под својот кров ке ме засолни, под покривот на својот шатор ке ме скрие, на висока карпа ке ме крене. Тогаш глава јас ке кренам, на душманите околу мене во неговиот храм жртви ке принесувам и распелан ке се веселам. На Господа ке му пеам и ке го славам. Слушај ми го, Господе, гласот кога викам, милост покажи и одговори ми. Срцето ми шепоти, барај го лицето негово. Да, Господе, Твоето лице ке го барам. Не кри се од мене, Господе, не одбивај го луто својот слуга. Ти ми беше помош, Боже мој Спасителе, не отфрлај ме и не оставај ме. И таткото и мајката да ме напуштат, Господ ке ме прибере. Научи ме, Господе, на Твојот пат, води ме по правиот пат, заради угнетувачите мои. Немој да ме препушташ на моите душмани, зашто против мене се кренаа лажни сведоци и бесни насилници. Јас сепак цврсто верувам дека добрините на Господа во земјата на живите ќе ги уживам. На Господа чекај, биди храбар и со бодар дух и на Господа чекај. Еве тоа беше 27-миот псалом, почитувани пријатели, напишан од царот Давид, и тој овде ја искажува својата увереност, својата надеж, својата верба во Бога, во тие тешки денови или мигови кои ги поминувал во својот живот. А Давид ги имал повеќе, затоа што бил цар. Тој имал внатрешни и надворешни пријатели. Знаеме како дошол до царската позиција. Тој не се стремел, меѓутоа Господ го водел неговиот живот од еден обичен пастир, кој ги чувал овците на својот татко. Сепак, неговиот татко Јесеј имал повеќе синови, можеби попаметни, повисоки, полични. Давид бил еден најмалите и низок раст, меѓутоа Господ во него видел срце јуначко, кој ќе може да го води Израел низ тие тешки премрежја, низ тие тешки години. И навистина, потоа ќе се роди и Соломон од Давида. Тој ќе го замени и за време на неговиот син, царството во Израел ќе биде едно од најсилните, најбогатите царства во историјата на светот. Како и да е, овде Давид не потикне и нас денеска да нашата вера, кога ни е тешко, ја темелеме на Господа. На крајот тој заклучува: немој да ме препушташ на моите душмани, зашто против мене се креваа лажни сведоци и бесни насилници. Јас сепак цврсто верувам дека добрината на Господа во земјата на живите ќе ги уживам. На Господа чекај, биди храбар и со бодар дух, на Господа чекај. Нека и ние се надеваме и во овој ден петочен на Господа, не само денеска, туку и во сите денови на нашиот живот. Продолжуваме со песна.
Lutao sam ovim svetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscelile, sve dok mi tvoje svetlo nije sve moje rasteralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pesme, nema takvih reči kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život, o moj Bože, bude pesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Evo nepovtorno во студио. Ја следите емисијата Добро утро на радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас, драги пријатели, кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите во живо нашата емисија. Сакам да ги поздравам сите наши гледачи од земјата и странство. Имаме гледачи навистина од повеќе држави. Еве само ќе спомнам градови од Македонија. Од Скопје имаме најмногу гледачи, потоа од Србија, од Белград, Кавадарци, Битола, Нови Сад, Велес, Прилеп, Виена, Неготино, Штип, Кочани и од други земји што можеби Facebook не ги регистрира. По држави најмногу имаме гледачи од Македонија 33%, потоа имаме од Србија 16%, од Германија, од Бугарија, од Хрватска, Романија, Австрија, Соединетите Американски држави, Швајцарија, Англија, Австралија, можеби еве некои држави не сум ги спомнал, но како и да е, сите сте поздравени, почитувани гледачи од нашето студио и ја следите емисијата во живо Добро утро кој се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Продолжуваме со нашите информации. Пред нас се информациите, вестите од светот. Денеска имаме интересни вести кои ни доаѓаат од Демократска република Конго.
Iskustото ќе ни го раскаже човекот по име Марсел. Марсел се чувствувал како да умира. Многу го болел стомакот. Кога ќе го допрел, уште повеќе го болел. Немал пари и не знаел што да прави. Во Киншаса, главниот град на Демократска република Конго, ниту една болница не би го примила без гаранција дека ќе ги исплати медицинските трошоци. И тогаш некој му ја спомнал клиниката на Адвентистичката црква во Киншаса, кој можеби ќе може да му помогне. Тој во придружба на супругата Шарлот и децата се упатил кон ова здравствена установа. Целото семејство се изненадило кога лекарскиот тим не кажал ниту збор за пари. Наместо тоа, тие му патиле на неговото семејство зборови на храбрување и молитви. Најголемо изненадување за мене и за моето семејство беше односот на лекарскиот тим кон мене. Бев обкружен со многу внимание, нежност и разбирање. Во споредба со другите болници, овде животот на пациентот е на прво место, а не парите. Лекарскиот тим направи одредени тестови и дојде до заклучок дека Марсел боледува од перфорација на стомакот. Не било јасно што ја предизвикало перфорацијата. Тоа може да биде резултат на пукнато слепо црево, голтање остар предмет, рана од куршум или нож. Случајот на Марсел бил сериозен. Содржината на неговиот стомак можела да се излее низ дупките во случај на смртоносна флекција. Медицинскиот тим морал да изврши итна операција. Операцијата била комплицирана, бидејќи тројца од 10 пациенти не ја преживуваат процедурата. Марсел бил однесен во операционата сала. Анестезиологот го заспал, хирурзите го отвориле и внимателно работеле, потоа го сошиле по операцијата. Марсел убеден дека Бог ја извршил ова деликатна операција, а не докторите. Ова медицинска процедура беше многу ризична. Вратата на смртта беше подотворена. Операцијата беше прашање на живот или смрт, а јас ја уште сум жив. 10 дена по операцијата Марсел бил пуштен на домашно лекување и закрепнување. Искрено, мојот живот е Божјо чудо. Не можам да го заборавам прекрасното чувство на вниманието на лекарскиот тим и нивната грижа за мене. Бог е присутен во оваа клиника и тоа е она што е потребно во ова несигурно време. Марсел изјавува дека неговото семејство и тој никогаш нема да го заборават ово искуство и престојот во оваа клиника каде што му бил спасен животот. Тој му е благодарен на адвентистичкиот медицински персонал кој на вистински начин им го представиле Бога на неговото семејство. Ова клиника прими дел од даровите од 13-та сабота во 2019 година и со тие средства беше опремена и пуштена во потреба. Ви благодариме за сите дарови, почитувани пријатели. Тоа го упатува како благодарност самиот Марсел, тој, а и многу други пациенти што добиле помош и нега токму во тој медицински центар, но пред се тие го запознали Господа, Спасителот Исус Христос. Ова клиника представува едно од мало светло во град со 17 милиони жители. Незиниот здравствен тим останува посветен на тоа да им сведочи на луѓето за Христовата љубов и грижа за нив. Марсел смета дека по престојот во оваа клиника постанал друга личност. Дојдов полумртов, а излегов жив. Нека е слава на Бога. Го запознав Господа преку овие прекрасни луѓе. Еве, тоа беше краткото искуство на овој човек, Марсел, кој навистина не само што ги запознал тие прекрасни луѓе во адвентистичката болница, туку го запознал пред се и Господа, и тој му благодари на Господа за продолжување на неговиот живот, секако и преку тие лекари кои извршиле успешна операција.
Evo nekoliko misijonskih informacije za ova zemlja. Vo 1970. godina osnovana je misijata Mustafovo Zambije i otvoreno je učilište koje je pomognalo da jednostavno hristijanska ta adventistička crkva od tamo da delova duri u susednite državi kako što je Kongo. Ova misija vo Zambija privlekla 130 Kongovci koji po završavanju na školovanju se vratili u svoja tatkovina i svedočile za Boga. Vo 1980. godina jedan gospodin došao u Kongo vo potraga po lokacija za da osnova misionerska stanica. Plemenskite poglavari Lomina i Kakombe barale učitelj koji bi gi poučuval nivnite deca u oblastite Sakanija. Taka adventistite go proširili svoje vlijanje od Zambija vo Kongo. Eve, čudni se Božite patišta, počtovani gledajući kako vesta za Isusa Hrista, ta radosna vest, prodira i v ovje afričke zemlje, i v ovje zafrljene zemlje, bi rekli, no sepak i tamo i tije se Božje deca i Bog saka nasite da im se otkrije. Eve, to bija današnje vesti koji gi pročitavme i ni dojdova od Demokratska Republika Kongo. Produžujeme povtorno su pesna. Se vraćamo povtorno u programa, počtovani gledajući, sledova rubrikata intervju. Vo naredните nekoliko minuti kje go prosledite snimeniot materijal so Ninka Frickova od Kavadrici. Da go pogledneme. Počtovani gledajući, danas imam gostinka vo našta emisija, to je Ninka od Kavadrici. Dobre dojde vo naš jutrinski programa. Благодарам за поканата. Инако, почитувани гледачи, Нинка е еден од редовните наши гледачи, кога е слободна, бидејќи таа е вработена, но сепак, како ти се допаѓа емисијата, Нинка? Па емисијата ме воодушеви од самиот почеток и бев многу радосна што едно такво убаво прекрасно утринско здание на Сабајле ќе не разбуди и со полно информации не исполнува така душевно, не охрабрува. Така. Би сакал малку да поразговараме и да споделиме едно кратко искуство твое секако. Ти си христијанка, така? Да. Како го запозна Бога на еден вистински начин? Сигурно ти си родена во едно православно, поголемо христијанско семејство, меѓутоа, може би не си ги имала тие основните
познавање како денеска што ги познаваш за Господ? Вака, јас имам длабоки корени, моите дедо и баба од татко ми, они многу веруваа во Исуса и има некое посебно, од Егејска Македонија доаѓаат, они има некое посебно познавање на Исуса, бидејќи дедо ми учел во Машки манастир во Света Гора. Меѓутоа не беше тоа доволно за јас да ја запознам живата вистина, правата која денеска ја познавам. Имав едно многу тешко искуство во животот во кое се најдов малта не на дното од мојот живот, кога останав на нула. На нула, значи немав никакви екзистенции. И тогаш кај што бев под Кирија се случи едно силно пробудување душевно во мене, кога на Кајрон помина еден надпис: се одржува евангелизација во Адвентистичка црква во Кавадарци. Да, во Кавадарци. И јас ги прашав собствениците на куќата каде што престојував, каде се наоѓа, бидејќи не го познавав доволно Кавадарци. И викаат: па таму некаде ке Страшо Пиџар, ама немој да одиш таму, вика, тие се непознати луѓе за нас, пошто од православие. Реков само да видам и да пробам, можеби она токму мене што ми треба, што ми недостасува, што ми фали. И дојдов, тоа беше 17 февруари, токму вие имавте евангелизација и беше последен ден. Ми беше жал што не дојдов на време за да слушнам и повеќе, но вие рековте: не грижете се, ќе има и други предавања, ќе можете да слушате и во некои саботи ако дојдете на предавање, во продолжение. Да. И имаше и покана дека горе на спратот ќе има чај и некои кекси. Мала закуска, да. Да. И јас таму бев топло изненадена од погледите на луѓето. Не бев укорена со нивните погледи, не бев како да сум некое непотребно, како вишок, не? Вишок, да. Не се чувствував така, него како добредојдена се почувствував таму горе на спратот. И ми придоа некои жени, меѓу нив беше и Маре, докторката, и некои други, се не се сеќавам, стоматолог наш. Така. И мислам дека уште една докторка Снежана и некои други, некои така ми придоа, од каде си, што си, како си. И јас им кажав, бидејќи од Велес доаѓам, не сум кавадарчанка. И така, тие луѓе ми дојдоа како топли, како мои, како да ми се блиски. И од тој ден јас останав овде. После една година имаше еден стар наш брат дедо Мирко. Тој многу ме сакаше, ме почитуваше, бидејќи бев еден вид како некоја внука него. Он беше возрасен. Ајде, дете, кога ќе се крстиш? Се уште не се чувствувам достојна за да го примам Исуса во срцето, уште не сум спремна. И дојде и тој ден кога јас го прифатив целокупно, срцето мое се исполни со Христовата љубов и до денеска благодарам. Која година беше тоа денот на крштење? 2005 во јуни. 2005. Да. И благодарам на Бога што уште ме држи во неговото. Така. Кажи ми, еве, ти благодарам за ова кратко искуство, како се го запознала Бога и христијанската адвентистичка црква. Како ја одржуваш сега верата? Еве, поминало претежно прилично години. Да. Верата се одржува. Имало ли осцилации понекогаш, бидејќи животот носи проблеми, искушенија? Понекогаш да, меѓутоа имав и искуства убави со Бога, така што јас сум доживеала некој крах во животот на животно ниво, каде што сум допрела до смртта, па Бог ме вратил. Така да јас со Бога имам и живо искуство. Тоа беше пред едно 12 години, кога ја мислев дека веќе животот за мене завршува во болница и ги слушам сестрите ми велат, мислам едни со други си прават мовет, ја изгубивме. А јас се почувствував како навистина дека заминувам, како да ме напушта духот и се најдов во една пустина. И таму гледам дека се е разрушено, немаше ништо. И гледам во тоа разрушено нешто, само помалку луѓе се движат. Реков, Господе, каде отидоа луѓето? Толку многу луѓе имаше кога ги гледав околу мене, а сега само малку. И како нешто силно, како од труба силен глас, вика, затоа што се е како поради лаодикејската помреност. Значи поспаност. Затоа се случува ова вака. И јас од таа трубна силина, од тој трубен глас, како да се освести, се врати, вели. И почна крвта да функционира повторно во мене, да ја примам крвта што ми беше дарувана.
И така да, тоа ми е живо искуство што не можам јас да го заборавам и што секојдневно ме храни и ме храбри Така. и понатаму. Дали ја делиш твојата вера и со колешки, ти си вработена во установа? Секако на работа колку што Колку ти можам. времето дозволува. Да, и колку времето дозволува и они колку имаат достапност. Колку се отворени за примање. Понекогаш кога ќе видам некоја што сака да разговара и го споделувам утринските стихови, тие се секојдневие моje, јас се будам со нив, се молам и молитвата е многу важна. Така. Токму тоа сака да те прашаме и за нашите гледачи да го споделиш. Зошто молитвата ти е важна толку? Што е молитва за тебе? Па видете, јас на сабајле кога ќе се разбудам, прво и основно што правам, јас сакам да се сретнам со Бога, за да му благодарам што ме разбудил тој ден и што ми дава нова можност за да имам нов ден, уште еден во моите денови, што сум го поминала претходно. Тоа е основно и да се предадам себе си за Бог да ме употреби онаму каде што смета дека најмногу би можела јас да допринесам. Едно за мое душевно растење, за да растам, како што се храниме телесно, секојдневно, нели доручкуваме, ручаме, вечераме, така и оваа духовна храна е многу битна за духовен раст, за развој. Ако не се храниме од Библијата, не ја читаме, не можеме да растеме. Значи не е возможно. Тоа е исто како некое цвеќенце, ако го засадиме само и не го полеваме, тоа ќе овене и ќе се уништи. Еве, при крај сме на овој разговор, сакам само да дадете вие или ти една порака до нашите гледачи во врска со утринската програма на Радио Глас на Надежда. Зошто е корисна таа програма да ја следиме? Па вака, Глас на надежда е вистинска порака до секој граѓанин што може да допре и убаво е да се слуша секој утро, затоа што на вистина Бог праќа прекрасни пораки во таа утринска програма и не се само тоа Божји пораки, него има и од секојдневието пораки, има пораки што луѓето можат да ги научат да бидат едни со други поблиски, затоа што љубовта почнува да се лади и тоа на големо веќе се чувствува помеѓу нас. Луѓето гледаме и на работа, секој го гледа сопствениот интерес, значи станавме луѓе од интерес и од корistoljubiје. Некако луѓето како да се оттуѓуваат, наžalost. Овие интернетот е колку е добар, можеби толку и лош, бидејќи се повлековме секој во своето ќоше некако. И тука преку мобилните само го гледаме светот, наместо тоа дружење и самата емисија споделува нели рецепти и разни совети, така да ти благодарам што ја следиш нашата емисија. Ви благодарам и на вас што ме поканевте денеска да бидам ваш гостин и ви посакувам многу благослови да имате и со радиостаницата и во многу други полиња да напредувате и Бог да биде што поскоро поблиску во секое срце. Така. Ти благодарам, Нинке, за учеството во нашата утринска програма. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Кога Бог ти во кат имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знај, скоро секој час, моли се за мене. Моли се за мене, кога си на молитвен час. Моли се, имам потреба, Бог да биде со мене тој час. Кога води во кат, имаш молитва, спомни си за мене. Имам потреба, знај, скоро секој час, моли се за мене. За тебе ќе се молам, кога сум на молитвен час. За тебе ќе се молам,
da vide so tebe tvoj čas. Moli se za mene pitam, Boga Sina molitven čas. Moli se, imam potreba, Boga vide so mene tvoj čas. Evo nepovtornovo programa, počtumi gledači, sledova rubrikata kratka tema od Biblije, to Sveto pismo. Dneska bi zborovali na tema da se žive celosen život. Jedan pisatelj zborova za lugito koji živjat blizu do svoj maksimalen kapacitet. Ovoj stav delova kako predizvik i potiknuva na dlaboko razmisluvanje. Vjerojatno malko ima takvi koji se osmelile da se pofala deka stvarno prava taka. Međutim, treba da zastanem i da razgledame da li na vistina živeme celosen život. Pred izvesno vreme pročitav jedan natpis vo vesnicite za jedan čovjek koji se vikal George Chambers. To je bil nosačna jedna železnička stanica i gi iznenadoval site su to što rabotel po 12 časa dnevno za vremena golemite božjekni turkanici. Znači, nije bi rekli na naš jazik amal. Čovjek koji nosil torbi, gi raznesoval na lugeta od vozot do taksitot ili nadvor ako gi čeka neko dnevnite rodnini. Rabotel po 12 časa za vremena božiknite praznici. Zašto pravite taka, go prašale? Namjesto odgovor, to je raskažal svojata prikazna. Pred 2 godini, dodeka rabotel vojden rudnik padnal vo nesvest itno bil prenesen v bolnica. Otkrili deka ima tumor na mozokot, doživel paralize i odvaja dvižal jedna taraka. Ne može ni to da zborova, ni to da odi. Sega 2 godini podocna, na rabot od 10 do 22 časa sekoj den prenesova stotici paketi od koji nekoj težati poveke od 30 kilogrami. Posebna terapija lekovitih hranata što mu bile davani vo bolnicata so njegovata cvrsta volja za život mu go prodolžili životot. Vo najkritičniji od mig lekarite mu davale samo 24 časa na život. Koga trebalo povtorno da se vraboti, dobil odlični lekarski navodi. George raskaže ovak, prekuvremeno dajte mi poveke paketi. Bi bil srećen da rabotam i besplatam. Sekoj den za mene nešto prekrasno. Vo 52. godina ja sam nanovo roden. Po sve što preživljav vo neodamnešnjoto minato, jas ne bi trebalo da bidam ovde. Mene mi je dadena nova prilika za život. I verujte mi, to je produžuvanje od koje sakam da izvlečam najgolema polza. Život od za mene nema da bide dovoljno dolg, duri koga bi ja doživjel stotata. Ne očekujem se kojdeno da rabotam smena dolga 12 časa. Toga pravam samo dodeka trajat božiknite turkanici. Toliko luge mi pomogna mene, pa i ja sakam da im pomognam na drugite. V ovoj slučaj to se lugeto što očekuvat paketi za božik. Živenje to je seriozna zadaća i niko od nas ne može da izleze od nego, da izvlečeme od nego negolema polza. Koristite gi svojite oči, pišuva Elena Keller. Kako utre da ke oslepite, slušajte harmonijata na glasovite, pesnite na pticite, kako utre da ogluvnete. Dopirajte sekoj predmet, kako utre da go izgubite, osjetilo to za dopir. Mirisajte go mirisot na cveketo, probajte sekoj zala hrana, kako utre da nema poveke da mirisate ili povtorno da vkusite. Da li vaše misli potpuno se okupirani so neprijatniti iskustva
која оневозжуваат вашата далновидност. Понекогаш не можеме да видиме колку сегашната тага преку неодамнешен неуспех и тешко разочарување. Меѓутоа, потребно е да бидеме секогаш оптимисти. Еве една мисла над која требало да се замислиме. За сите што ќе дозволат на Божјата рака да ги води, мигот на најголемото обесхрабрување е време во кое Божествената помош е близу. Тие на најмрачниот дел од патот ќе гледаат со благодарност. Знае Господ да ги избавува побожните, вели апостол Петар. Од секој искушение и од секоја проба, тој ќе ги изведе со засилена вера и со побогато искуство. Поранешниот председател на Соединетите Американски држави Джералд Форд во еден говор изразил слична мисла, откако напоменал дека врз неговите плеки одненадеж е ставен товарот на председателската служба, што го натерало да бара помош од повисоката сила, тој продолжил. Си спомнувам добро кога во септември во 1974 година, само неколку седмици откако ја превзедов службата, Бети заболи од рак. Тоа е значи неговата сопруга. Токму во тоа време многу подлабоко го свативме нашиот личен однос со Исуса Христа. Во времето кога човечката слабост и човечкото ништождество беа вистински дел од нашиот живот, можевме за прв пат јасно да го видиме она што го мислел апостол Павле кога пишувал дека Христовата сила во нашата слабост станува совршена. Кога поминавме низ тоа искуство, утврдивме дека сме станале посебни да им пружиме утеха, поспособни да им пружиме утеха и надеж на другите за време на нивната болка. Ништо не е толку лошо за да не може да биде полошо и наше предимство е што секогаш можеме да се надеваме дека мракот ќе исчезне и дека неговото место ќе го освои посветол ден. Пуката од приказната за полживот што ќе примиме со насмевка треба и нас да не охрабри. Еден почетен студент пролетен ден, еден полжав почнал да се искачува под срешовото дрво. Некои врапци од блискиот даб не можеле да се воздржат за да не му се подсмеваат. Најпоследен од нив долетал на црешовото дрво и му рекол на полжавот: "Слушај, зар не знаеш дека уште нема цреши на дрвото?" Малечкиот полжав не сакал дури ни да застане. Продолжил да ползи по дрвото, одговарајки налутено со половина уста: "Да, знам, но кима додека ја стигнам таму." Еве, почитувани пријатели, ова беше кратката порака, верувам беше многу јасна. Никогаш да не се откажеме од целта. Овој полжав, знаете каква цел имал? Да стаса до целта. И затоа рекол: "Да, знам, но ќе ги има додека ја стигнам таму." Значи, тој ќе патува можеби неколку месеци, но сепак целта му била да стаса и да ги јаде полжави, односно црешите кога ќе се појават. Во нашиот живот може да наидеме и на проблеми, на разни пречки, на разни стапици, но целта да имаме секојаш предвид, а Господ ќе ни помогне да на вистина еден ден стасеме до таа наша цел. А ние христијаните се надеваме на ново небо и на нова земја. Тоа е целта на секој христијанин. Без разлика низ какви премрежи поминуваме, нека таа цел биде пред нас со Божја помош да стасеме еден ден во таа небесна градина или во тој небесен рај што Господ го приготова за секого од нас. Одиме сега повторно со песна. Celo srce kopne i dene sam tam
повторно сме почитувани гледачи во нашата емисија. Сакал во прилика да ви ја рекламирам книгата Мисли од гората на блаженствата. Една убава книга која дава коментар на Исусовата проповед што ја одржал додека бил на оваа земја. Оваа книга се темели на Евангелието според Матеја, 5-та, 6-та, 7-та глава. Лесно се чита, многу е разбирлива и сите вие кои сакате да имате, може да ни пишете во нашата редакција, во нашето студио, ние ќе ве испратиме. Цената е само 150 денари, значи релативно е ефтина на македонски јазик, а ќе ја прочитате во еден здив. Има некаде 150 страници. Значи, книгата Мисли од гората на блаженствата од духовниот писател Елена Вајт, коментар на Исусовата проповед одржана додека тој бил на оваа земја. А доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме прилика, тоа е дописната библиска школа онлайн, секако преку вашите компјутери, bibliјата.зборова.mk. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот и нова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, пред да се одјавиме, сакам да ви прочитам нешто за вредноста, хранливоста на тиквата. Сега е време на тикви, есене, значи пазарите се полни, се уште имаме тикви, така да можеби имате и веќе купено повеќе во вашите подруми, но еве само да се подсетиме за хранливоста, влијанието врз нашето здравје, тиквата. Има многу рецепти на интернет, сигурно и вие ги знаете, меѓутоа, еве само да се подсетиме. Ова овош е незаменлив кореографски елемент на настан кој особено се слави во Америка и Канада. Знаме, таму имат ноќта на вештерки, употребуваат тикви, меѓутоа тоа е пагански обичај, но ние сега зборуваме за вредноста на тиквата како намирница за нашата исхрана. Тиквата е вкусно и здраво овоше, чии што хранливи вредности ќе ви ги представиме во продолжението на овој тест. Например, има протеини, јаглени хидрати, шекери, влакна, масти, заситени масти и така натаму. Колку е вредна тиквата? Тиквата е една од многуте здрави и нискокалорична храна. Колку протеини има тиквата? Тиквата нема да ви внесе многу протеини, значи има релативно малку. Сепак тиквата е одличен прилог кој може да го користите, особено кога уживате во јадење во кои доминираат други намирници. Има јаглени хидрати. Освен вода, тиквата содржи главно јаглени хидрати. Например, во количина од 100 грама, тиквата има вкупно 6,5 грами јаглени хидрати. Тиквата содржи и релативно масти, но оние позитивните, добрите масти. Понатаму, колку влакна има тиквата во 100 грама? Тиквата содржи 0,5 грама влакна. И затоа, еве, препорака од нас да се уште, значи да користиме тиквата, иако веќе навлеговме длабоко во есента, но се уште може да се најдат здрави тикви на нашите секако зелени пазари, затоа уште еднаш се подсетивме за вредноста на тиквата како храна на нашите трпези. Еве полека, почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај, пред да се одјавиме и ви посакувам добар викенд да поминете, бидете благословени, ви закажувам нова средба во понеделник
во исто време во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда. До тогаш останете со здрави. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Се гледаме.